Како да се сврти интересот на учениците кон одреден предмет? Дали новото време бара и нови методи на настава? Што сакаат учениците, а што добиваат од наставниците? Ова се дел од прашањата на кои што ќе се обидеме да одговориме денеска на првата од 10 епизоди, наречени На час, дискусии за подобро образование, кои ќе бидат емитувани секој четврток на Радио МОВ. Гости во студиото на денешната дискусија, која што е насловена "Каква настава им треба на учениците", се професорите Стефан Сидовски од Корчаген, професорката Анка Каевска од АСУД Зборо Петрушевски, средношколката Андријана Вечиновска од Орце Николов и представникот на Бирото за развој на образованието Игор Јуруков. И пензиониран професор во Корчаген, меѓутоа многумина се уште ве препознаваат како култниот професор од Корчаген, нешто од кое што верувам дека не може да избегате. И не сакате веројатно. Не, да не се мисли дека се уште предавам. Да се вратиме на темата каква настава им треба на учениците, веројатно е најдобро да почнеме од учениците. Андријана, каква настава според тебе им треба на учениците и што е најпроблематично во сегашниот начин на одржување на часовите? Мислам дека најпроблематичното нешто за одржување на настава на учениците сега е баш тој однос на наставникот напред пред училната. Учениците седат, пишуваат она што се предава и никаква нема интеракција помеѓу тоа што се предава и тоа што сакаме ние да знаеме со професорите. Мислам дека дел од тоа се должи на програмата која се креира. Така што мислам дека ние како ученици треба да повеќе да бараме флексибилност во програмата, како професорите повеќе дискусии да прават на часовите, повеќе дебата да прават на часовите и на овој начин да стекнеме ние со повеќе знаење, бидејќи едноставното седење на клупи и пишување е било добро во индустријската зона во 1800-тите години во викторијанското време во Англија, но сега во денешното време со денешната технологија сметам дека и ние како образование, нашето образование треба многу повеќе да се развие и токму на тој принцип. Значи поинтерактивна настава на учениците им треба, каде што може да си ги изгласат своите размислувања, повеќе да научат критички да размислуваат според тоа, аргументирано да се научат да размислуваат и тоа може да се постигне и со употреба се разбира на технологија и со употреба на дискусија на часови. Конкретно тебе ти се случило да преспиеш на час 45 минути, слушајќи го професорот, летајќи со паметот некаде на друго место? Многу често така се случува, особено на некои од така по досадните би ги рекла часови, каде што едноставно нема се случувало баш на тие часови да нема никаква интеракција, едноставно професорот да пишува на табла или да ни диктира на нас. И јас иако ќе пишувам нешто во тетрадката, мојот памет е комплетно на друго место, не фокусирана воопшто во тоа што го предава професорот или во тоа што го пишувам јас воопшто. И ова се должи на многу работи, многу причини, не можам само да го обвинам системот за ова, можеби и до учениците исто така што треба повеќе да се натираме самите ние, да сакаме повеќе да знаеме, да сакаме повеќе образование, но дефинитивно не можеме да кажеме дека системот не е воопшто крив за тоа. Професор Сидовски, иако сте во пензија, вашите ученици се уште ве знаат како еден од професорите кои што им бил можеби идол и кои што го паметат и откако ќе го завршат своето образование. За вашите часови било дека било нешто што го паметат и добиле знаење кои што им останува и за понатаму во животот. Каков беше вашиот начин на предавање на лекциите? Прво треба да кажам, јас предавав предмет филозофија, а тој предмет е таков што бара да се размислува, да се дебатира, да се дискутира. Второ, тоа е предмет кој бара слободно умие. И трето, не постои никаква табу тема. Сега, во време кога предавав тамо, јас ги отворав тие табу теми, кои што во општеството воопшто не се поставуваат ниту и во родителскиот дом. Да почнеме од темата смислата на живот. Потоа, крајот на нашиот живот, да не кажам смрт, бидејќи тоа премногу вака хорор делува на учениците. Јас им го кажав тоа, заминување од светот, као да патуваш некаде. Потоа отварам темата за љубовта, сексуалноста, така натаму. Сега ученицката многу добро кажа и све кажа во прилог на она што ја треба да кажам, но јас ќе го кажам она што не го кажала таа. Јас моите часови се обидував да ги организирам, да седиме во круг, не во клупи. Зошто? Затоа што кога ќе се отвореше дебата, дискусија, тој што седи на прва клупа, сега ќе дискутира со оној таму последна клупа,
и не се гледаат лице во лице, во грб. И тоа прво не е воспитно, нити педагошки, диалог да водиш, да го гледаш грбот на твојот ученик или соученичка. И јас тогаш рекол, ќе седиме во круг, да може секој со секој да се гледа. Второ, екс катедрата, да ја исклучиме, јас сум од оваа страна, учениците од таму, јас сум во кругот. И тука се доживува блискост, од опуштеност. Меѓутоа, пак ќе кажам ова што зборувавме, бирократијата не дозволуваше така, и ќе имав тие проблеми. Имавте често пати проблеми со институциите на системот и во однос на начинот на предавање, можеби во однос на отварањето на табу теми. Прво на табу теми, второ, јас им давам ученици да пишуваат есеи и инспектор кој ќе дојде, па тоа се ученици што им даваш такви есеи и семинари да пишуваат и така натаму. Меѓу другото, го повикав еднаш директор да дојде на час за дискусија. И јас тоа го поставив прашањето дека класовите по 35-40 ученика не одговара. И демонстративно му покажав, седејќи цел час, отворив дебата, 35 ученика, секој ученик по една минута. И сега му видам директорот, како сега да ја развиеме дискусијата кога часот помина? А знаете ли зашто е овака? Затоа што се 35. А работел со класови, што ги нарекуваат билингвални, тие учеа 4 предмети и на француски јазик. И таму најмногу имаше 20 ученика. Веројатно малите групи се многу. Најидеални класови часови што сум ги работил. Зошто? Затоа што имало време секој бар по 2-3 пати да си каже што мисли, што размислува. Што значи тоа е она што барав. Меѓу другото, мојот идеален замислен час по филозофија, кога ме прашува учениците, јас сум архитектонски треба да биде тркалец на просторијата. Ходи дојти да поставам портрети на филозофи со нивни најзначени мисли. Потоа пред да почне часот, ќе доаѓат, ги чека музика од тој период. Ако предавам за стариот век, стара грчка. За да се поврзат со материјалот. Ако е ренесансна музика, па ќе пуштиме видео, документарни филмови или документирани, за тоа време филозофот кој што е и така натаму, предавања и потоа дискусија. И тоа е најверојатно што оставил силен впечаток на учениците. Господине Јуруков, дали Бирото за развој на образование поддржува ваков начин на предавање? Па секако, значи ние постојано, јас значи од кога сум влезен во образовниот Само, процес. колку време сте во пензија? 10 години, добро. Да. Некаде, јас осе оној наставнички стаж имам околу неполни 20 години, меѓутоа, уште од тоа време ние зборуваме за активна настава, за современа настава, за настава во која што ученикот го ставаме во центарот на вниманието и околу кого се врти, значи целата настава треба да биде прилагодена на него. Меѓутоа, дали сме и колку сме стигнале во постигнувањето на целта да имаме активна настава, тоа е едно големо прашање. По некои предмети, тука има многу фактори кои што... Да, секако зависи видот на предметите. Кои што, да. Зависи видот на предметите, зависи од учениците, зависи од наставниците, зависи од институциите. Значи, во образованието, тоа на многу места сум го објаснувал, значи вклучени се многу фактори. Многу фактори да се вклучени во организирањето на еден обичен час. Значи, навидум вака, вие влегувате на час и следите еден час од професор по одреден предмет и го гледате часот и ви се чини интересен или неинтересен часот. Меѓутоа, на него влијаат многу фактори. Влијае подготвеноста на професорот. Тука е на прво место. Дали тој професор е ослободен од тие стеги да предава класично или можеби предава на еден модерен начин како што објаснуваше професорот. Така, меѓутоа професорот имал проблеми поради неговиот начин на предавање.
Па добро, може би сега јас ги препознавам Така. Во време на Ќе прашаме дали се изменети и работите сега. ги препознавам проблемите, може би некој да му најде забелешка темата дали е во наставната програма или не е во наставната програма, дали е фатена, меѓутоа тука знаете како и тоа е релативна работа. Толку е тој процес слободен и толку треба да биде слободен и толку може да се работи да тука може секоја тема на секој час да се поврзе со одредена материја. Сега карикирам малку, меѓутоа во суштина е така. Ние сме правеле сигурно и вие интегрирани часови помеѓу повеќе предмети, знаете дека можат да се поврзуваат предметите. Исто така, кога го споменав ученикот, значи ученикот го ставаме во центарот на вниманието, меѓутоа од ученикот ние бараме да е заинтересиран на часот, или кога ќе го заинтересираме, значи ако се трудиме цело време да го заинтересираме ученикот, од него да добиеме било каков Повратен одговор. имал, фидбек некаков, за да можеме да ја работиме работата, нели, да дискутираме. И кај нас има еден друг синдром, да кажеме, секој некого на нешто, секој некого тера нешто да прави. Учениците ги тераме да учат, наставниците, наместо да се постави обратно работата, дека учениците одат во училиште за да научат и треба да уживаат во тоа. И Но кој е тој што треба да ја постави обратно работата? Сосема е легитимно барањето на учениците, значи да имаат интересни часови. Обратно да ја постави работата се институциите. Значи, институциите прво се согласува многу околу податокот дека треба да се намали бројот на ученици. Ние имаме класови со голем број на ученици. Кога ќе ги погледнете бројот на учениците во некакви европски рамки, да кажеме кога споредуваме, кога правиме нели систем, кога се прави, споредувате други држави, нашата држава и така натаму, кога ќе се прави бројот на паралелките, кога се гледа, правите некаква споредба со другите држави и тука сме во некакви рамки. Значи, тие има толку ученици, колку што законски, колку што имаме и ние. Кај нас е друг проблемот. Кај нас ние имаме училишта каде што имаме енормно голем број на ученици и имаме училишта каде што немаме ученици. И значи тоа е своевиден проблем. Значи зошто треба да се постави прашањето зошто во одредени училишта имаме малку ученици, а зошто во одредени училишта учениците не можат практично да си го засебат. Добро, меѓутоа во основните училишта па тоа не важи. Освен кога станува без руралните. Во основните училишта, значи имаме секакви случаи, зависи каде ќе отидете, зависи во кој дел од Македонија, кој општини и така натаму. Сакав да кажам, или може би подоцна ви е предвидено, поимот активна настава е веќе отворен пред да влезам јас во настава. Значи пред 20 години се зборува за активна настава. Не знам програми чекор по чекор што сега ги слушам, а не сум ги доживеал, да кажам јас. До сега последната обука што имавме беше за современи интерактивни начини на работа. Сигурно професорката била на тие обуки. И токму она што го зборуваше, покажуваме такви слики од, како што рече ученичката, викторијанскиот период, тоа е оној период на црквата. Ќе ве прекинам само. Меѓутоа, дали останува само на обуки? Тоа е веројатно главното прашање. Професор Каевски, вие предавате еден некреативен предмет, математика. Не би се сложила баш некреативен. Одлично. Факт е дека голем дел од учениците и не ја сакаат баш математиката. Меѓутоа, може да се биде креативен по математика? И како може да се биде? Значи не е креативна во смисла како предмет филозофија се отвара дебата, например, ја давам формулата
питате и сега што мислите за формулата квадратна равенка или било што, меѓутоа за жал сега бидејќи предавам во средно училиште каде што нивото на знаење на учениците е многу ниско, се соочив сега во прва година детенце да не знае 10 минус 1. Со прсти му покажував и ми вика 4, а потоа му покажувам двете раце ми вика 5. Викам, а двете заедно да ги изброиме, значи пред знае, добро, значи имаме и деца Кои што знаат, меѓутоа овие се страшни примери. Да, имаме и деца со посебни потреби, но многу работи што ги кажавте истите, јас сакав да ви кажам дека во средните стручни училишта има помалку деца. Помалку се запишуваат, а за сметка на тоа се запишуваат пак во гимназиите. Тоа значи дека вие имате среќа. Ние Затоа што имаме имате среќа помалку со ученици, број, но да, се тоа има друг проблем. Да, тоа понатаму ќе се одрази ако се осипуваат и се запишуваат помалку ученици, инаку и како часот е подобар со помалку ученици. Јас сум имала прилика да споредам со помалку ученици, со повеќе. Исто така она што го кажа професорот Сидо, седење во круг, јас тоа го практикувам, ама не на часовите, затоа што бев вклучена во неколку проекти. Проект за медиација, проект за меѓуетничка интеграција во образованието и ние имавме креативни работилници и децата таму, значи, тоа што се доживува на тие работилници е чиста среќа. Затоа што после тоа, кога пак имаме професор, ќе организирате ли медиација или ќе организирате ли креативни работилници? Може ли тоа да се употреби? Да. Сега, часот сам по себе мора да биде во некои рамки. Значи, поготово часот по математика сега. Јас пробувам дури и тука да вметнам, кога видов дека во прва година имам деца што не разбираат ни претходник, ни следбеник, ни ништо, а тоа е нешто што се учи во прво, второ одделение, ги наредив како во градинка или како како првачиња и ти си број 1, број 2, број 3, некој да дојде и рече чекај сега ти каков професор во средно училиште си кога вака си играш, меѓутоа децата беа па многу среќни што научија претходник и следбеник. Бројот 1 дали пред тебе имаш некој? Немам. Епа значи бројот 1 нема претходник. Имаш ли следбеник? И сакам да кажам дека секогаш мојата идеја, јас предавав и во Корчагин, таму до 5 сабајле сум седела да наоѓам задачи за надпревари со звездички, зашто таму ќе го добијам фидбекот од учениците. Меѓутоа овде јас се прилагодувам на оној материјал, односно оние деца кои што ги имам пред мене и пробувам значи да не се шокирам дека они не знаат, туку да видам колку јас можам да ги научам, колку можам да им го направам часот интересен, да им го задржам вниманието. И многу често, еве ќе ви кажам една случка што ученикот не го памта, може ќе се слушне некогаш. Ќе се препознае. Ќе се препознае, значи во четврта година дојдов, он беше матурант, доаѓам јас прв пат да им предавам на матурантите во четврта. Предавам месец дена, ученикот се исправува, срипува и вика: професорке, што ми се случи мене? И јас викам, што? Прв пат во живот знам математика, со таква среќа. И после имаше кратка пауза и вика, или така се осеќам. А интересното беше дека такво е чувството кај мене, значи пробувам да бидам јасна, прилагодлива на знаењата што ги имаат и не можам да одам на повисоко ниво зашто нема да ме разберат таму каде што сум. Значи можам да правам паралела кога бев во Корчагините како работевме задачи и таму бев можеби вистински професор по математика. Добро. Андријана, има вакви професори во вашето училиште? И дали тие часови се поразлични од оние часови на здодевните наставници? Како мислите, часови од креативни? Дискусија, креативни часови? Да, каде што има дискусија, каде што има можеби излегување од она што е пропишано како наставен материјал. Мислам дека мене, барем мојот умилен час за дискусија е филозофија, исто така македонски со професорката Тамара Ќупева, бидејќи мислам дека на секој можен час што го имаме и македонски филозофија се отвора некаква дискусија без разлика дали е тоа како технологијата ни влијае во нашиот живот, како ќе влијае во еднината и освен нели здодивните часови обично се сметаат баш како математика или физика или хемија, на овие часови со некаков баланс помеѓу кои предмети имаме следни, колку предмети имаме во еден ден, со овие креативни часови се прави некој баланс во тоа во дискусијата и во оние здодевни часови, но сепак би кажала дека
дури во тие додатни часови може да се внесе креативност и може да се внесе некаков тип на интеракција. Еве пример математика, може Имате би можност да им давате идеи, да им сугерирате идеи на наставниците или не се баш расположени да го слушнат тоа што го мислите? мислам дека тоа се зависи од професор до професор и се зависи до колкаво е егото на еден професор, бидејќи на некои професори да им кажеш некој фидбек, да им кажеш нешто што треба да поправат во своето предавање или нешто така, ќе те слушнат и навистина ќе те сослушаат и ќе ја видиш промената веќе следниот час. Додека некои други професори едноставно може да се навредат баш заради тој коментар и едноставно да те сметат како некој лош ученик само затоа што не или ќе те набедат тебе дека ти си всушност тој што е виновен или дека ти само не си слушала на настава или што и да е друго. И имаме често и такви примери, не само во Орце, сум слушала многу примери од другите гимназии каде што многу професори така се навредиле. Но сепак сметам дека секогаш на сите ученици омилени им се оние професори кои секогаш се, како што кажа професорката, прилагодливи, што сакаат да направат дискусија, што се прилагодуваат на знаењата на учениците, а не само да тераат со материјалот и едноставно да немаат никаков осет за тоа колку знаат учениците и што знаат учениците воопшто. Професорка, наставната програма е обемна и често пати треба ли да правите компромис меѓу она што треба да го проведете како наставен материјал и она што вие сакате да го направите со цел на вистина на учениците да научат нешто, па макар и по цена на тоа да вие она што ви е пропишено да не го направите? Па јас тука баш Го би правите сакала тој компромис? дека ние би сакале малку поголема слобода, малку поголема креативност во однос на оној дел каде што сме ставени во рамки. Таа слобода секој си ја зема сам, меѓутоа може да имаме, например, некојаш како тоа ти си одлучила само иницијативно нешто да исфрлиш или не знам како. Значи јас морам да имам дневна подготовка за тој час така и така како што ми се налага. Сега јас ако малку избегам од тоа заради тоа што сметам дека е многу поважно на учениците И покорисно, веројатно. Покорисно да обратам внимание на нешто што е пропуштено, па за да можат понатаму да ја следат следната тема, јас си го дозволувам тоа. Сега ако мене некој ми замери, Нема да ви се. да. Мислам, тоа е исто многу важно за тоа што ако не научат нешто што е основно, ние треба да сега да речеме да решаваат логаритамски равенки, а они не знаат 1/2 плюс 1/2. Така е. Не може да се гради куќа без темели. Господине Јуриков, имаме катастрофални оценки на меѓународните тестови, како што се PISA и TIMSS. Имаме подпросечни проценки на оние основни тестови за јазична и за математичка писменост. Дали Бирото за развој има некаков лек за овие лоши оценки? Како да подобри резултати? Па, PISA, TIMSS и PIRLS се неколку тестови што се даваат прво се даваат во еден период од кога учениците завршиле со наставата. Кога 15 години се некаде измеѓу основно и средно. Не се заинтересирани, не после крајот на учебната година. Тоа е еден процес што е, јас немам добро мислење за него, меѓутоа Има тестови кои што кажуваат дека имаме извонредни резултати? Секако, да, не може да се избега од резултатите. Ние имаме лоши резултати на тие тестови и токму по јазична и математичка писменост. Односно, повторно, тука се појавува една голема разлика меѓу учениците. Зависи кои ученици ќе ги одберете, зависи кои... Тука влијаат многу фактори. Ако ги одберете учениците од Корчагин и од Орце Николов и од другите училишта и да ги тестирате, ќе добиете одлични резултати. Добро, меѓутоа веројатно има некоја методологија која што си... Ако одберете ученици кои што едва и го завршуваат образованието, тогаш ќе добиете поразителни резултати. Се прави нешто за да се подобрат резултатите или велиме па и не се баш толку релевантни овие тестови? Видете, не, тие се апсолутно релевантни. Апсолутно релевантни. Така? Прво, сите држави не се учесници во тие тестови, него тие држави што сакаат да се истестираат, ќе се истестираат таму и се релевантни. Мислам, ние треба да ги прифатиме работите такви како што се. Правиме нешто за да ги подобриме овие резултати, бидејќи велиме дека сакаме да бидеме дел од овие тестирања и понатаму. Сега, тестирањата и интерактивната настава се две сосема различни работи.
Значи, ако зборуваме за модерна, за современа, за интерактивна настава, таа не се базира на тестирање. Ние истовремено во нашиот образовен процес треба да ги научиме учениците дека треба самостојно, слободно да размислуваат, да бидат креативни, да бидат иновативни. Меѓутоа, истовремено треба да ги научиме дека современиот свет или она што ние го сметаме за современ свет е ставен во некакви рамки. И во тие некакви рамки има одредени правила бирократски кои што строго се почитуваат. Таму нема милост, значи на тие тестови нема препишување, нема милост, нема циркање, нема вртење, нема... Меѓутоа има многу логика. Да, меѓутоа, да, се бара од ученикот да употреби собствена глава. Да размислува. Да. Токму Она што се прави, сега, ние знаете дека воведовме деветолетката пред одреден број години и после тоа на еден или на друг начин се воведоа оние предмети кои што се однесуваат на природно-математичките предмети. Тука се смета дека се оди на практичен дел. Значи, јас од личен пример можам да тргнам. Моето дете ги нема овие проблеми што ги кажува професорката. И точно го препознавам примерот, се вика кој број си ти. Кој си ти? Значи, ако си помеѓу 92 и 94, кој си ти? Тој одговара кој број е. Значи, на еден практичен начин се трудат да учениците видат каде се наоѓаат, дали можат да размислуваат слободно. Меѓутоа и тука ќе кажам, тоа е многу индивидуално, зависи од ученик до ученик, од предмет до предмет, од школа до школа, од професор до професор. Значи, не е туку така едноставно. Така веројатно и вашиот пристап како биро за образование би требало можеби да биде и поперсонализиран, зависно од типот на училиштето, зависно можеби и од професорот. Па ние настојуваме она што го кажа и професорите. Ние настојуваме секој професор да има подготовка соодветна на неговите ученици. Значи не може двајца професори да имаат иста подготовка, исто да се подготвувале и јас сум работел во Корчагин и со едни други деца од Пекста с паралелките, таму сум се подготвил на еден сосема друг начин. А сум работел и во основно училиште, каде што се прилагодувате на возраста на ученици. Значи, целните групи ви се различни, учениците ви се различни. Она што учениците го сакаат е активна настава, настава надвор од училиштето, каде што ќе научат многу. Сега баш со Орце Николов имавме еден проект заеднички, што сигурно ви е познат, историски Бејт се вика проектот, учениците одеа надвор, беше тепачка кој да отиде на проектот, кој да дојде од училиштето. Имаше, значи, сите можни фази, од слободен пристап на учениците до завршуваше со правење на дигитална содржина, филмче од нивна страна. Зошто е тоа проект? Зошто не е дел од редовната настава? Не е можно да се направи, немаме ресурси, сиромашни сме како држава, зошто? Не, тоа може да го направите во било кое училиште, може да се направи, дури и наставниците се обучени, значи поминаа низ обуки за правење на дигитални содржини. И тука влијаат многу фактори, значи јас, ако ви кажам дека во Орце Николов сум присуствувал на часови каде што е вклучена и музика, и фотографија, и кај Љубиша, кај професорката Лакинска, кај другите, кај Јасмина, значи, кај професорката Каревска кај вас, исто така, Атанас во вашето училиште, мислам го затекнавте, значи, не дека ние историчарите сме кој колку паметни или имаме не знам каква модерна настава. Сакате да кажете дека има број на професори кои што се обидуваат тоа да го имплементираат во редовната настава. Сите употребуваат современи методи и техники.
во Ги споменавме настава. PISA тестовите и она што е интересно, значи во PISA тестовите лошите резултати кај нас се добиваат за нерешавање на задачи од секојдневието. Значи, она што се бара е логичко размислување. И тука сакам да ве потпрашам вас, професоре Сидовски, значи, дали е неопходно, наместо да им се сервираат на учениците знаење на тацна, школото да ги спреми учениците за вистинскиот живот? Сега поставивте една На кој начин може да се направи тоа? Филозофска. филозофски. Дали нашето образование ги спрема учениците за реалноста, за тоа што ќе се случува Одлично го подоцна? поставивте се, јас се трудам најкратко да одговорам. Така. Иначе тоа е комплексен проблем, проблем на политика, проблем на држава, проблем и на цел свет. Да не мислите дека Америка мисли учениците што ќе учат, ги подготвува за живот? Не. Него да им го пере мозокот, да не мислат. Многу да не идеме тамо, него да се обидам кратко да говорам. Вие ги теравте да мислат и се Само обидовте да ги да- подготвите. Целиот наш систем, не сегашен, и порано, и пред тоа, и така натаму, се базира на две поставки. Меморирање и репродукција. Ние уште од прво деление немаме начин како да го ослободиме детето слободно да си се искаже, да си се изрази, да нема страв, да не се плаши дали ќе биде оваков оценет или онака оценет. Што значи, ако ние уште од прво деление и целиот тој воспитно образовен систем не му ја дадеме слободата да си се искаже, тој не ќе биде способен да може да мисли критички и расудува и така натаму. Тоа е едно. Второ, школата не ги подготвува за секојдневниот живот. Со тоа што хипокризија е школата. Ние морализираме, ги учиме на некакви идеали, на некакви вредности, а тој во секојдневниот живот не може да ги почувствува тие вредности. Други се антивредности во секојдневниот живот. Ако ја влезам на час и почнам да му зборувам за Сократ, за етика, ученикот таму во животот ќе види кој успева. Па успева еден фудбалер милиони зима, а не завршил школа. Да не спомнам сега од светскиот фудбал. Милиони, милиарди зима пари, а ни 3 класа не завршил воопшто. И кај е сега тука моето говорење за етика? Меѓутоа, веројатно ќе треба да го научите да пресметува за да се снајде во Ќе да, секојдневието. добро, ќе пресмета. Него проблем не е само Ќе го тоа, пресмета. живот. Тој ќе заврши факултет. Кој гарантира дека ќе ја работи таа работа? Така. Па јас сум имал проблеми со ученици кога не знаеле да се определат. Што Бидејќи сакат? родителите им велат оди економија и право, он сака ликовна уметност. Сега ја ли сум тој што треба да одлучи? Па ја му кажувам, земи дисханти, психологија или да против. И сега дај си ги разлозите. За колку ти се за ликовна уметност, колку ти се за економија. Повеќе за ликовна. Па сега ти одлучи. Ама родителите. И па сега тој проблем кој ќе го решава? Но да се вратам. Значи, мојот предмет филозофија, тоа го возможува да дискутираме, дебатираме. Ја на ученици сум кажал секогаш. Кажи како што мислиш, не треба да се плашиш. Не те оценувам, за ова не се оценува. Филозофија не се учи. Туку само треба научиш да размислуваш. Така да, тоа прашање што го постави, тоа е општо и генерално прашање. Тоа го викаме учење со обиди и грешки. Е. Значи, ако не се обидеш, па и макар и да сгрешиш, нема да го знаеш нештото, нема да запамтиш. А јас тука би се надоврзала исто така, во секој предмет ние покрај тоа што сме образовна институција сме и воспитна. Па тој момент на воспитната со моралните вредности со се ние треба да ги негуваме сега, колку и тие да се соочуваат со нели антихерои да речеме, сепак образованието треба да биде она И каде воспитување. што да, и воспитната компонента во сите предмети, така да јас многу често и на дел од часот за вредностите зборувам. Ете, доволно е некојаш да задоцне ученик по околу точноста, па еве на овие ученици со многу прости примери. Во иднина, ако еве ти си газда, ќе сакаш да ти доцнат вработените или обратно, ако негде ка работиш и секогаш доцнеш, мислиш ќе бидеш омилен и ќе
ќе имаш повисока плата со некои баш такви Наједноставни примери за да на некој начин малку ги спремам За за секој во ден, иднина, а и уште нешто за што сум приметила, они имаат отпор према формула. Сега во прва година ние секогаш правиме иницијални тестови со какво предзнаење доаѓа. Значи, ниту еден ученик немаше напишано плоштина на правоаголник А по Б да пресмета 5 по 3. Ниту еден. Кога ги прашав, училницата во каква форма е правоаголник? Ако е долга 10 метри, а широка 6 метри, колку квадрати е повеќе од половина, веќе знаеа. Така. Значи, дури и од дропките се плашат. Ако ќе им објаснам дали со пита бурек или за нешто, чоколадо ќе го делиме или нешто ќе делиме, веќе тогаш им е јасно. Значи, за нив е апстрактно бројка како бројка, апстрактна е формула. Но јас еве за тоа ви кажам, тоа е мојот начин. Колку што можам повеќе да ја приближам математиката за да може да ме разбере. Факт е дека живееме во едно време кога имаше бројни образовни реформи. Значи имавме екстерно, го модифициравме, го укинавме. Почнавме да воведуваме Кембридж, престанавме да воведуваме Кембридж. Најавивме Не, тоа се тече, Кембридж. во средното. Да, во средното не. Значи беше најавено дека ќе биде. Така што мислам тоа е нешто што не се случува. Најавивме испит за студентите, имаше пленуми, протести, се откажавме од испитот. Сега господин Јуриков, колку вие лоши проценки на некој начин може да ми наштетат на цели генерации на ученици? Значи, многу можат да наштетат. Ние сметаме, генерално сите што работиме во образованието, дека образованието е развоен процес, развојна работа. Тоа нон-стоп се менува. Нон-стоп треба да го следите, треба да ги следите тековите. Меѓутоа, не треба да ги следите тековите во делот на лошите примери, и тоа се вие што го спомнавте не доаѓа од делот на образованието, туку доаѓа од делот на некакви политики кои што се поставуваат и Но меѓутоа имате и вие свој удел и мислење за сите тие работи. Не знам колку Ве имаме. вклучуваат како биро за образование? Значи бирото е орган во состав на Министерството за образование и наука која што работи на наставните планови и програми, Да, вие сте партнерот на наставниците всушност. усовршување, следење на наставниците, давање на нивна советодавна стручна помош, организирање на семинари, Така, обуки. кога се воведе Кембридж програмата, например, сите наставници велеа, барем оние со кои што разговарав, дека имале само неколку дена за да се подготват за цела нова програма. И многу од нив почнаа неспремни со Кембриджот, например. 9-годишното основно образование пред да се воведе, значи имаше едно многу обемно истражување. Значи било која работа, тоа било практика Так. години наназад во образованието, било кое нешто да се воведе, доаѓа во секторот за истражување. Кај нас има сектор за Така, вие сте истражување раководител. во образованието, јас сум раководител на оделение таму, На оделението, добро. истражување, развој и системски прашања. И тука се гледа истражувањето во нашата држава, системот во нашата држава, како е, какви се условите, како е во другите држави, и тука вие давате предлог врз основа на сите тие работи, давате предлози како би се подобрило образованието. 9-годишното основно образование е токму по тој модел направено. И таму имаме и изборни предмети што учениците можат да ги одберат. Имаме и предмети кои што не сме ги имале порано, етика да кажеме, се воведе и така натаму и така натаму. Во целата таа ситуација се утврди дека нашите ученици се лоши токму по овие резултати, по математичка и јазична писменост врз основа на тестовите TIMSS и PIRLS, и се пристапи кон барање начин како да се подобри образованието, и тука дојде Кембридж, кој што сите го цитираат. Тие се адаптирани, тоа се нашите наставни планови и програми, адаптирани со друга Колку време се спроведува Кембридж во основното? Па деветолетката од 2006-та, некаде од 2010-та, ми се чини, не сум сигурен. Професорке, извинете, во разговорот претходно споменавте дека имате чувство дека секоја следна генерација по математика ви доаѓа со се помали предзнаења. Да, за шал. Барем во средните училишта. Сум работела во... Зошто е тоа така, што мислите, разговарате со учениците, предпоставувам?
Па сега ја не би сакала да ја префрлам топката дека наставниците од основно не се ја сработиле. Кажувам бидејќи работата. господин Да. Труков вели дека сега е супер, Не. сега е супер дека неговото дете нема да го има проблемот кој што го имаат овие деца. Меѓутоа дел од тие генерации вие веќе ги фаќате. Не. Не. Или се уште не сте не. почнали? Се уште не, меѓутоа и кај нас доаѓаат ученици со многу послаб успех. Е сега и тој слаб успех Успех и уште по мислам дека паѓа има врска што барем за средното училиште стана задолжително, некако професор како да не смее да стави единица, а ако професор остави единица, веќе тој не го успеал да го научи ученикот, грешката е во професорот, не е во на пример незаинтересираноста или го нема ученикот, ќе се отстрани од училиште па пак ќе го вратат за тоа што е задолжително. Значи се соочуваме со доста работи во кои што жонглери треба да бидеме виртуози за да можеме и да направиме атмосфера, колку можеме повеќе да биде нели и опуштено, и да научат, и да ги постигнеме целите што се бараат од нас, и плюс папирологи. Значи, со сите тие работи ние треба да се носиме. Јас за среќа сум си таков човек ентузијаста и секогаш ете сакам и сама себе да се подобрувам и да учам и се, ама еве ќе направам само една паралела. Јас кога бев средно училиште имаше само една петка математика, само јас имав петка математика. Во прва година бевме запишани 9 класа, во четврта завршивме 4. А сега секој мора да заврши бидејќи е задолжително. Да заврши дека е задолжително и така да постепено паѓа критериумот на оценување. Јас сум била професор што сум ставала единици, доаѓале на полагање, па на полагање и научувале децата. Сега ставате единици? Сега веќе во текот на годината, да, на крај веќе не. Андријана, како учениците па се справуваат со овие постојани реформи, постојани најави за реформи? Дали може би имате чувство дека сте една генерација на образовни експерименти? Па тоа мислам дека минативе 5 години цело време е дискусија за тоа дека ние сме всушност глувци во лабораторија ставени, цело време се вршат експерименти со нас во поглед на реформите со образованието. Особено ова беше присутно, овој разговор беше присутен кога беше воведено екстерното и особено кога беше бојкотот во прва година. Мислам јас кога бев прва година, кога беше бојкотот за екстерното образование. Учениците, да, дефинитивно се чувствуваат како глувци со овие реформи, но не бидејќи се случуваат овие реформи, туку бидејќи овие реформи носат само штета. Бидејќи ако овие реформи беа она што го бараат учениците, тогаш ние ќе се согласавме, се разбира, со овие реформи, бидејќи тоа е она што ние го бараме. Додека ако се ставаат реформи токму на она крајниот дел на образованието, тоа е тестирањето, тоа е едноставно само на штета на учениците. Ние како ученици бараме реформи во поглед на да се воведе сексуално образование, да се скратат, да нема веќе смерови во училиштата, туку да се одбираат изборните предмети кои сакаат ученици да ги избираат, да има повеќе класови за меѓународна матура, да се направи ново ненајавено екстерно тестирање кое што нема да направи никаков притисок врз учениците, они да мораат да седат да учат 500 прашања еден ден пред да мора да они да се тестираат. Сметам дека реформите во образованието кои беа направени во минативе 5, 6, колку и да се 10 години, оние што се добри остана и учениците се согласуваат со нив. Како Додека како на пример па не знам сега искрено на пример да ви кажам за некоја добра реформа што се случила во минативе 10 години. Може ја да ви кажам. Значи освен фамозното екстерно тестирање, ние во основното образование имаме, значи, воведено деветолетката, тоа се смета за реформа. Во средното образование нема реформи веќе едно подолго време и ние треба токму да работиме на подобрување на наставата во средното образование. Значи да се направи една анализа сеопфатна од секаков карактер, да се види што ни треба, што да се вклучат сите мислења, да се развијат дебати, вака. И јас, да ви кажам, сум за донесување на закони со дебати, каде што ќе учествуваат и наставниците, и учениците, и родителите, сите фактори што се вклучени во образовниот процес да учествуваат. И токму тоа е клучот на проблемот. И таму може би не сите, меѓутоа најголемиот дел, кога ќе им се слушне гласот и ќе се имплементира тоа што, еве нешто тоа набројавте, би требало да бидат задоволни
од начинот на наставата. За некое време. После некое време, повторно ни се потребни подобрувања. Значи, наставата е развоен процес. Тоа треба постојано да се следи. Дали ќе воведувате едно или ќе воведувате друго. Значи, постојано, и сега не знам дали се учениците лабораториски глупци, меѓутоа, добро, сега секој... Прашавме за конкретно Да, Андријана, бидејќи била и основно, била и средно и веројатно е тоа нешто што им тежи на учениците. Беше проблем, инаку другото немало реформи. Така. Пред крајот на ова издание на емисијата на час, ќе му поставам уште едно прашање на професорот Сидовски. Велате еднаш наставник, секогаш наставник. Ако сега нека колега ве замоли да му помогнете околу осмислување на еден час и ве праша како најлесно да се принесе знаење што нема да испари кај ученикот до следниот час, кој би бил вашиот совет? Јас ќе кажам за мојот предмет да дебатира, дискутира најмногу со учениците и она што треба да го предава за филозофот, не да го предава он, него да го води низ диалог. Бидејќи тогаш активно ги вклучуваш од нив и почнува да размислува и се оно што он го размислувал, го доживувал, ќе остане во неговото памтење. А дали може би треба и малку да му прекуси на системот или? Кој да го Наставникот понекогаш. Сега ако ме прашате за филозофија, ќе ви кажам едно нешто, иначе треба многу. По време на социјализмот, ние учевме методика на настава по филозофија од хрватски методичар Јосип Маринковиќ. Тој е најдобар ученик што постои од денес и денес. И он таму на првата страница вика овака: за предмет филозофија кој предава, многу е важно кој стои пред учениците. Знаете што значи тоа, кој стои? Тоа што го зборуваш, ученикот гледа дали во твојот живот е тоа присутно или не. Ако е проформа, он сваќа дека тоа е формализам. Ви благодарам на сите за денешното гостување во Радио МОВ. Ја следевте емисијата на час, се гледаме повторно следниот четврток во 13 часот. Ви благодарам.